Процесот кон Европската унија не. Амбасадорите на Австрија, Шведска и Финска ги истакнаа бенефитите за своите земји од 30-годишното членство во Унијата и ја повикаа Македонија да ги спроведува реформите и да се зачлени. Тие беа прашани за политичкиот предизвик со блокадата за стартот на преговорите. Then you have a separate political track and the question there will be to the government here. That decision is in the hands of North Macedonia. Австрискиот амбасадор Мартин Памер вели дека Македонија има поддршка за членство од сите земји, од некои повеќе, од некои помалку, но треба да продолжи со реформите. I strongly believe that the challenges which lay ahead, the one you mentioned, implementing the so-called European Compromise of 2022, are manageable with goodwill from all involved. Додека политичката блокада не се надмине, финскиот амбасадор Никлас Линквист повика Скопје целосно да ги искористи предностите од реформската агенда и планот за раст. Dialogue between any countries is very important always to talk about these things and having an open discussion about it. Of course, when you talk about the EU membership and the negotiations for integrating into the EU, that's a negotiation that any single country is having with the EU institutions, not with its neighbors. Од друга страна, спикерот Африм Гаши истакна дека поради војната во Украина и претседателските избори во САД има нов политички моментум и волја за Македонија да го забрза евроинтегративниот процес. Гаши вели дека преку парламентарната дипломатија кај партнерите на земјава тој ја објаснува препреката со уставните измени и се надева дека, како што вели, конечно ќе успееме да ја надминеме препреката.